така малцинство, бугари, албанци. Не мислам дека не се знаете себе си. Не може да преговарате со вашиот сосед ако не се знаете. Затоа не се согласувам со медијаторот на Обединетите нации. Двете нации треба да најдат начин да соработуваат, бидејќи Северна Македонија, кој мисли, освен некој што не ја знае историјата во областа. Прашањето за иредентизам, ерата на иредентизмот е завршена. Дали постои македонски народ во Беломорска Македонија или Северна Грција, да речем? Дали постои македонски народ? Is there Macedonian people? There are Macedonian people in northern Greece. Македонски народ во Северна Грција има и тие се разликуваат, имаат големи разлики на тоа како тие луѓе се справуваат со грчката култура и грчката влада. Има добар дел од нив кои што се асимилирани во грчката култура и велат да ние сме грци, мајката била македонка или таткото бил македонец, се сеќаваат на етничкото минато на родителите, но животот е грчки. Тие се грчки, грчка нација, тие се грци, веруваат во нивната историја и ја користат нивната религија. Тие се грци со сеќавање и со чувства кон фактот дека некогаш предците разговарале на друг јазик и имале друга култура или имале друго поинакво историско искуство. Но сепак постои популација во Северна Грција која што се користи, која што зборува и која што користи македонска култура. Но овие луѓе, кога ќе зборувате со нив, како и да е, дури и оние кои што се организирани политички и кои што зборат за тоа, за македонскиот идентитет, бидејќи некои од нив не разговарат. Оние кои што остануваат македонци во културата, во јазикот, постојат две групи, едни кои што јавно и други кои што не се јавно прокламираат. Оние кои што се јавно прокламираат, ние не сме малцинство на Република Македонија, ние сме македонско малцинство во Грција. Се разликуваат себе си. Не велам од која причина тоа го прават, но сметам дека не се ваше малцинство во Грција, но тие се македонско. Меѓутоа, дали тие се плашат да кажат дека морат да спомнат дека се во Грција со оглед дека тони рибино масло, господјо верувајте, пиеле, бидејќи не смееле да се представат дека се македонци и да говорат македонски. Тоа е почитуваниот Паризис, кој одеше во прво деление и даде една изјава дека бил малтретиран зашто говорел на македонски јазик. Од друга страна, господинот Мицотакис, претпоставувам, даде една изјава дека не е прашање дека Македонија, не стана збор проблемот дека именката Македонија, туку македонскиот народ кој живе. Ова изјава ја даде Димитрис Панајоти, председател на Хелсиншкиот комитет, кој навистина го почитуваме во гласот на народот. Зошто е овој страв од македонскиот народ, што постои и живе? Токму во тие престори. Македонците кои што живеат во Грција во минатото биле под притисок, тие биле пресилени да пијат масло, не им било дозволено да зборат на својот јазик, не смееле да ги играат своите танци, да ги пеат своите песни, но дури тоа било со цел да се асимилира популацијата, но овој период е завршен.
I suppose with the PASOK years in the Предпоставувам 1980s, дека ПАСОК во we start seeing 1980-тите that when the Macedonians themselves in northern Greece, they take it up to, they start holding their own celebrations and дозволија да македонците почнат да си ги да си користат својата култура, своите песни, своите танци, така да животот не е толку опасен и тежок како што бил порано. Сега не е толку опасен и тежок. Но ние не можеме да кажеме дека токму сега македонците во Грција го имаат истиот страв во Грција од полицијата, кој што го имале во 1950-тите, 1960-тите, кога биле испраќани во екзил. Значи, работите се променети во тој поглед. Но како и да е, јас не велам дека северните групи се парамилитарни, но постојат индивидуалци во Грција кои што се многу патриотисти, кои што се фашистички настроени и тие се обидуваат да најдат начин да го направат животот на македонците кои што живеат таму тежок. Фрлаат пропаганден материјал, разнесуваат по улиците. Работите се сменети на подобро, но во исто време овие групи се поинакви од другите групи во Грција, бидејќи тие зборат на поинаков јазик. Може ли да дадеме простор малку на гледачите, неколку да вклучам, со оглед дека предпоставам дека сака да се вклучат и да постават најкратки директни прашања, но ќе ме молам да се представите. Доколку јам гледач, повелете. Во ред. Почитувани, јас во интерес на времето, навистина беше предизвик да ја слушам нацијата. Повелете, во програма сте. Ало? Повелете, кој се јава? Гледач од Скопје. Побрзајте, само ме молам, побрзајте. Така да ги поздравам првим гостите, вашите гости, нашите гости. Добро. Да го поздравам господинот од Австралија, македонец од Австралија, што дошол така од Повелете, со прашање. Со прашање. И госпоđава професорка. Не, да. Прашањето кое ве молам? Прашањето е зошто толку Грција настојува да не кочи едноставно да влеземе во тој НАТО, во таа Европска унија. Благодарам многу. Да одиме уште со некои прашања, сакам конкретно на вечерашната плодна дебата која верували не, мислам дека е една од ексклузивните емисии на Гласот на народот. Со оглед дека, не знам, предпоставам дека малце сте уморни, имаме гледач. Повелете. Повелете. Сакам да прашам некој прашање. Повелете, ве молам. Мислењето мое до вашите гости е голем поздрав прв, а посебно гостинката, прашањето зошто и мината македонски во Егејска Македонија по 3 пати ги менува. Да ми одговори на тоа. Толемаида Кајлери, а не е Толемаида. Why the names have been changed. Толку од мене. Благодарам многу. Може да одговорите? The names of the towns, the names of the toponyms, the names of the towns, including also names of the people, have been changed. Исто така и имињата на луѓето се менуваат. Имаше проект во 1927, 28, 29 се дава нови имиња на општините кои што беа со избеглици од македонци. Демографијата се смени поради влијанието на избеглиците, но се става словенски имиња. Најголемиот дел од тоа се направи
до 1936-1940, ова промена беше дел од напорот да се покаже единствена Грција, слика на единствена Грција. Еви за крај, сакам, со оглед дека рековме гледачите утре ќе се јават, им ветив 60 минути можност да говорат за и околу случувањата, вклучувајќи оваа емисија. Професор Фридман, како да излеземе од овој чорсокак во кој Западна Македонија, не по незина вина, по некоја сепак организирана и оркестрирана композиција, и како американски граѓанин, како американец, кој навистина еве, реков и на почетокот, многу ја сака ја почитува Македонија, како би ја дефинирале? Излезната формула, рече. Па, да бев јас во состојба да решам такво нешто,